вечер, почитувани гледачи. Уште едно ново издание на дебатниот магазин Клик Плюс на телевизија 21 со мене Љубиша Цветковски. Каде водат дневно-политичките афери? Вечерва за прв пат во Клик Плюс двајца политички аналитичари. Едниот Ненад Јовановиќ. Добро вечер и добре дојдовте. За прв пат сте во Клик Плюс во овие 3 сезони или откако постои емисијата и за прв пат во ТВ21. Да, ви благодарам на поканата. Мора да признаам дека ова што го гледам изгледа прилично импресивно. Благодарам, се надевам дека и дебатата заедно со доктор Филип Петровски ќе биде импресивна. Дипломиран политиколог. Доктор по политички науки. Доктор по политички науки, Филип Петровски. И вие сте за прв пат во Клик Плюс и во ТВ21. Да. Добро вечер и добре дојдовте. Некој големо чудо ќе се деси, двајца нови гости на волку мал простор каде што сите се аналитичари и сите ги канат на сите можни емисии. Да најдеш двајца гости кои што се за прв пат. Задоволството се надевам ќе биде обострано. Почитувани, вечерашниот Клик Плюс едноставно го насловивме во морето на информации, дезинформации, афери, случувања, каде водат дневно-политичките афери. Петровски, се случи двојник, мафија, аферата со пасоши. Да. Некој велат дека оваа пасошка афера може да предизвика тектонски потреси. Може ли? Може и треба. Се разбира дека ова не е секојдневна афера, да се издаваат пасоши, да се креираат лажни идентитети, да се користат постоечки идентитети е многу сериозен проблем во секое општество. Она што мене ме интересира е која е инволвираноста, ако ја има од страна на политиката и зошто на јавноста и се сервира делумна информација. Значи се кажува само некоја бројка имало толку и толку. Зошто, например, не се објави првиот пасош издаден, не знам, 2018 или 2013, министер бил тој, началник бил тој. Оваа афера може многу лесно да се декомпонира до основните учесници. Тие не треба да се кријат од јавноста и тие што се во МВР како професионалци, условно кажано, бидејќи се работи сепак изгледа за криминалци, а не професионалци, и ако има политички ангажман. Значи, односно, ако е направено во интерес на некаква политичка гарнитура. Се разбира дека треба да знаеме до детал зошто, како што. Бидејќи, како што рековте, се соочуваме со мноштво на дезинформации. Аферата се користи од страна на двете политички гарнитури за препукување кој бил виновен. Кажува дека некој бил секојдневна комуникација со Мицковски, па бил умешан во политиките, па јас слушнав една варијанта и дека намерно е пуштено да се види што ќе стигне до Мицковски, што ќе објави он, па он обвинува дека он открил. Значи, ние немаме баш некоја јасна ситуација целосно за што станува збор. Мисле, че не дека треба повеќе транспарентност кон јавноста и секако пожестоки казни за тие што учествуваат, бидејќи навистина се нарушува интегритетот или целосната слика на Македонија надвор од државата. Да, Јовановиќ, лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски праша зошто власта молчала за оваа афера, се додека ВМРО ДПМН не ја отвори на пресконференција. Видете, што се однесува до оваа афера со фалсификување на пасоши и со фалсификување на возачки дозволи, јас ја анализирам на две нивоа. Значи, гледајте, прво се работи за еден скандал во кој со сигурност не може да кажам дека е точен, но факт е дека власта, односно министерот Оливер Спасовски ја работеле оваа инкриминирана состојба, дека година дена ја наблюдувале, ги собирале адекватните информации и ги доставувале до јавното обвинителство. Се сомневам цело време дека некој од Министерството за внатрешни работи, кој што веројатно се уште вирее тој менталитет на груевизмот, нели да не заборавиме заробената држава, дека секако моќта се генерираше околу апаратот на државна безбедност и така натаму, можно е да му има потфрлено некаква информација дека наводно е под скандал Министерството за внатрешни работи. Значи, тенденциозна е пресконференцијата од проста причина што
кога јас би бил одговорна опозиција, јас би отишол до обвинителството и таму би ги доставил информациите со кои јас располагам, а не на таков хушкачки начин да излезете во медиуми. И тоа денес ми смета таа нарација што цело време се подгрева некаков бес, некаков револт и автоматски се пресудува, без при тоа да се видат конкретните докази, кој што учествувал, како учествувал. Ја прочитав, тоа и Петровски го каже, сите имаат име и презиме. Многу е важно ми се чини во оваа масовна пандемија и во оваа криза, која што е и економска, и здравствена, и политичка, и секаква друга, да не се пресудува од позиција на медиум и да се суди и да се кажува кој е виновен и што е виновен. Ако ги почитуваме постулатите на демократското општество, има оваа земја обвинители и судии и таму треба да ги испорачаш тие инкриминирани податоци за кои веруваш дека ќе им помогнат на истрагата да се најдат. Се докажа дека владата, тоа ја избегнувам таа дефиниција да кажувам власта, некако ми звучи страшно, него владата испорачува, брзо реагира и имаме информација дека тие луѓе кои што ја злоупотребиле својата службена позиција се во притвор, еден или двајца луѓе се под специјални мерки, а третиот е во бегство. Значи, сепак има силна реакција и ги завршува Министерството за внатрешни работи овие инкриминирани состојби. И да не заборавиме, Мицкоски кога зборува на пресконференција, односно Александар Николовски, тоа мора и многу јасно да го кажем на самиот почеток, па ќе влеземе во понатамошна расправа, да повикувате на чест и на морал. Најчесто во јавност кога повикувате на чест и морал, тука најмалку има чест и морал. Да ве подсетам само пред 3 или 4 години, тој Александар Николовски со тие видео снимки излезе дека Миле Јанакиевски, неговиот шеф, му порачува сообраќајна несреќа. И сега, јас од граѓанска, од лаичка позиција, некој човек, кога бил вклучен во такви инкриминирани состојби во претходниот режим, за кој бевме декласирани од Европската Унија дека сме заробена држава, да повикуваш на монтировка за сообраќајни несреќи, а сега да се повикуваш на морал, бидејќи некој ги инкриминирал пасошите, ги фалсификувал, па испаѓа дека оваа земја е како малте некако Колумбија. Зошто нема истрага за Николовски? Затоа што има имунитет ли? Па, нели, еве, ова е сериозна, нели, не конструкција, него последица во реалноста од неговото однесување. И зошто нема истрага? Сега види, само чисто дури човекот се споменува, во овој момент естетизирам чисто граѓански. Јас не можам да одлучувам зошто нема или како нема. Јас само зборувам, ако се повикуваш на морал и ако се повикуваш на етика, тогаш предпоставувам ни сопствениот пример прво треба да покажеш дека си способен, дека си етичен, дека си морален, а потоа да вперуваш прст во некој друг дека е неморален, неетичен. Само во таа смисла. Политиката наша нема такви кои што може ни сопствен пример да делуваат како. Тогаш не е фер на таков начин да дискредитираш и да се повикуваш на етичност и на морал. Да те потсетам дека има извештај на Европската Унија дека тие луѓе што ги споменуваш се извори на лажни вести, креатори на лажни вести во Македонија. Да, тоа се прогласени тие. И тоа не е случајно, значи очекувам ја и ова што го дебатираме, бидејќи они имаат машинерија за која што ја добро знам како е формирана и за тоа сум зборувал јавно, машинерија која што служи за одбрана на ликот и делото на овие двајца, која што е добро платена со странски пари, која што произведува лажни вести за да се створи еден шум околу реалните вести и нормално да се ќари политички поен од тоа. А може само да се надоврзам на ова што го зборуваш? Апсолутно. Дали не мислиш дека се уште вирее еден јат и чемер дека таа политичка партија со Мицковски начела е се уште тоталитарна, бидејќи ако ги почитуваш постулатите на демократија,
тогаш можеш да веруваш дека во оваа држава постои некаков суд и дека постои обвинителство. Ако арбитрираш од позиција на двајца или тројца луѓе во медиуми и пресудуваш кој е крив, а кој не е крив, кој треба вода да носи, а кој треба боз да се прошета или како беше жеден низ таа вода, тогаш симптомите се автоматски, авторитарни, популистички и злонамерни. Да не ги користиме медиумите и пресконференциите за пресудување. Тоа сакам. Моје лично мислење е дека ова што ни се случува како искривена реалност што го имаме е токму последица на тоа како се учат луѓето кои што се зачленуваат во партијата дека треба да почитуваат врховен авторитет, као некој, не знам, Ким Ил Сунг, и истиот тој врховен авторитет не може да биде повикан на одговорност или во демократска дебата да биде сменет. За жал тоа е во ВМРО ДПМН е многу сериозна акутна состојба. Заев не знам дали сакаше да го избегне тоа, па дозволи да го гласа членството, дали е некаква обланда, не сум правил анализа, меѓутоа тоа што го направи Заев во СДСМ, јас повикувам 10 години наназад да го направи ВМРО ДПМН. Само да ја завршам реченицата, извини. Значи да партиите се демократизираат, затоа што на тој начин ќе може да се предизвикуваат авторитетите внатре и ќе се произведат здрави функционери или личности за практицирање на власт во државата. Ако имаш политичка партија која е демократска, тогаш предпоставувам преку таа политичка демократска партија ќе ги наследиш институциите на демократски начин. Ги учиш од некој демократски правиш политичари, ги учиш какви треба да бидат, а ти ги учиш дека треба да слушаат, да веднат глава. Господа, посебен дел во емисијава ќе одвоиме за партиските штабови кои се во герила акција, но за волја на вистината на оваа тема за двојник мафија, пасошка афера, да ја заокружиме темата. Каков исход очекуваме? Колку ова акција која беше меѓународна, како што кажа и министерот Спасовски, може да го наруши нашето натамошно интегрирање во безбедносните структури, па и на НАТО, бидејќи издавањето и откривањето на ваква афера може сериозно да влие врз натамошната добивање безбедносни сертификати. Ако мене ме прашувате, јас мислам дека ова преуранета. Повторно ви велам, таа хистерија е пренападна и преосудена. Значи, но аферата постои, имаме лица кои добиле пасош, имаме истрага, специјално обвинителството соопшти дека ќе отвори истрага. Но исто така, за тој човек за кој што се терети дека го фалсификувал пасошот, односно Министерството за внатрешни работи го предало пасошот фалсификуван, ако го слушате добро Оливер Спасовски, зборува дека тоа се случило во 2019 година, кога имавме локдаун и кога имавме техничка влада. Ми се чини, немавме локдаун, ама некаде во јануари, кога имаше техничка влада лани. Значи, Министерство под начело со Наќе Ќулев го издало тој фалсификуван пасош и повторно имам право да се сомневам дека се уште во Министерството за внатрешни работи некои луѓе би требало да се исчистат, не во смисла идеолошки, туку баш треба да се исчистат професионално, етички, морално и се мислам дека се уште таму некои структури виреат од груевизмот, кој што се уште не се можеби влезени во тој ветинг и така натаму. Дали можеби решение на овој проблем е долго најавуваниот ветинг во МВР? Апсолутно. Апсолутно мора се бидејќи како што кажавте, ја имам радикални позиции, секогаш така сум настапувал и така мислам дека се решаваат проблемите. Радикално не е Српска радикална странка на Шешел, радикално значењето на зборот е коренито и прецизно сечење. Мора да се пресече ова држава во држава. Таму има држава во држава. Ја тоа го зборам уште од како сум студент. Од следењето неовластените досиеа на студентите, на неистомислениците политички, прислушувањата на телефоните, укинувањето на приватноста, правење на пасоши, правење на лажни идентитети, таму има се. Тоа е стварно држава во држава. И ме прашавте дали тоа ќе влијае на нашиот имидж надвор од државата. Може да влијае, може и да не влијае, зависи од тоа како ќе реагира МВР сега.
Затоа што рекоа дека работат со Интерпол и со американската амбасада, односно држава, и тоа значи дека они имале некаква координирана акција и нека земат и нека го решат ова на бенефит прво на граѓаните и второ на бенефит, односно да се врати кредибилноста на полицијата и секоја престане се примаат партиски војници и од СДСМ и од ВМРО и од било која и од ДУИ партија во полицијата. Треба да има друг посебно, односно друг кодекс на однесување таму. Многу добро знам како се функционираше кога беше Наќа Ќулев и што правеше во кабинетот. Не сакам ова да го свати Мицковски како напад врз него. Жал ми е што немам прилика во очи овие работи да му ги кажам бидејќи се крие, но сепак не е така работата како што ја представува на неговите пресконференции, односно дека само едната страна била виновна. И затоа сметам, не бранејќи никој, дека треба точно да се знае до детал. Кога, датуми, кој издал, како издал, кој бил политички, кој бил, дали е во притвор, дали е во затвор, дали е во со име и презиме. Да знаеме точно. Сега за сега има магла се уште. Се надевам дека наскоро надлежните, особено обвинителството, кое што и отвори истрага за македонските пасоши кои биле давани на припадници на балканско и регионално подземје со украден идентитет, ќе биде многу брза. Страшно, да. Во споредба со некои други истраги што ги имаат, но она што ни се случи одлагање на пописот поради ковид пандемијата. За ковид пандемијата и мерките и активностите ќе зборуваме подоцна вечерва. Се случи одлагање на пописот. Седна и се договорија двајцата лидери на ВМРО ДПМН Мицковски и на СДСМ Заев. И одлучија, но тоа најде на револт кај останатите политички партии. Се изгласа во собранието одложување на пописот, бидејќи мораше според закон. Она што долеа масло на огинот е тоа што изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски, дадена токму минатата недела тука во Клик Плюс, беше дека диаспората само ќе се евидентира, нема да се попишува. Јовановиќ? Како да ви кажам, значи секоја негова изјава, значи бил на лидерска средба, од тоа го видовме сите, се договорија со премиерот Заев. И сега нема да се попишувале, како рековте, ќе се евидентирале. Значи, од секоја приказна, која би требало да е добра, која би требала да е честна, нели они оперираат со тоа чест и морал, повторно ги извртуваат тие зборови. Значи, ќе се попишуваат и резидентно население, ќе се попишува и нерезидентно население. Демографската позиција за нерезидентното население е малку поинаква, бидејќи тие луѓе не живеат тука. Нели, ќе се фокусира на нивната состојба, како се тамо вградени во општествата, што работат, која е нивната социјална структура, кој е нивното образование. Во некоја генеричка смисла ќе биде малку поинакво, али сепак ќе се попишуваат. Ние сепак бројка што би дала резултати за начинот на миграција. Се разбира, да не нафрламе, бидејќи тие сепак луѓе некои средства ни донираат тука, на некој начин ни помагаат таа диаспора и не сакаме ние да ја исклучиме. Значи, така ја исчитувам идејата на пописот. Да не ги исклучуваш тие луѓе, бидејќи сепак може би територијално не живеат тука и географски, но сепак некој сентимент гаат за оваа земја и тој сентимент ја мислам дека не треба да им го избришеме на таков начин. При тоа да не заборавиме, ние немаме 18 или 20 години попис во оваа држава, во која сме последна или единствена земја во Европа што нема попис. А знаеме дека демографската структура на градовите, на државите се менува. Се менува на циклус од 2 години, од 4 години, од 6 години, од 10 години. Значи, луѓе се оцелуваат, луѓе се враќаат. Значи, ние реално мора да имаме некаква структура и јасна позиционираност околу тој попис, што ние реално имаме потреба во оваа држава. Која е образовната структура на луѓето, која е социјалната и така натаму. Статистички податоци кои многу е важно за политиките и политичките партии да не можат да пумпаат на своја рака, не знам. Во Радовиш треба тоа,
во Кривогашта ни треба тоа, на своја рака. Знаеш како им одговара на гласачкото тело, па така ќе се испумпуваат гласови, а например да кажеме таму кај што треба водовод и канализација или кај што треба да речеме градинка, некој ќе изгради спортска сала. Ме разбирате, и тука ги трошиме нашите и општествени енергии, ги трошиме нашите ресурси, нашите пари и нашите живци, ако сакате на крајот на краиштата, бидејќи промаршен ни е таргетот. Промаршена ни е функционалноста. И во таа смисла пописот е многу важен. И од тоа не треба да се прави некаква политика и драмолетка, бидејќи се работи за една обична статистичка операција која е важна за генерација и генерација. Да, факт е дека е статистичка операција, но кај нас испадна политичка операција. Секојаш било. 2002 година јас бев конзул во Њујорк кога беше пописот и дојдоа попишувачи и така изворно се сеќавам што беше целта на тој попис. Тогаш беа попишани само тие што се во рамките на една година, значи одсутни од државата, и законот беше усогласен со европското законодавство или ОПСЕ или не знам како, во смисол дека оние што се повеќе од година дена одсутни, генерално веќе природуваат или припаѓаат поприродно кон некоја друга средина и најверојатно можеби нема никогаш да се вратат. Мојата позиција е повторно радикална. Ја би им дал на сите македонци пасоши, дури и да не ги сакаат, затоа што ние имаме генерално проблем како македонци, имаме многу големо разводнување на масата, имаме неколку генерации, 3-4 брана постојат големи на иселувања кои што генерално биле од економска природа и постојат 3-4 генерации кои што веќе дури имињата ги менјаваат, не се ни по имињата се бега веќе од традицијата, немаат со што да се врзат за државата. И мислам дека ако има документи македонски, би се чувствувале на некој начин и обврзани да дојдат да посетат, да видат од кај потекнуваат, бидејќи многу од нив никогаш и не биле во државата. Јас сум се среќавал со серија на емигранти и мислам дека како држава не успеавме да изградиме стратегија што сакаме со емиграцијата. Дали сакаме она да ни праќа пари, дали сакаме да ја вратиме, да инвестира тука, што е нашата цел? Не се знае. Значи, генерално немам прочитано јасна стратегија. Сега, тој проблем ни се рефлектира во пописот. Сега политичките партии не знаат што сакаат. Дали албанците повеќе да се попишат? Па имале празни села од Западна Македонија, па сега се попишат у странство да се постигне некаква бројка и се направи една карам-каша. Треба да се знае дека после промената на уставот во јануари 2019 веќе процентот од 20 како правило, како рамка која што беше ставена 2001 година не важат. Значи сега веќе не е битно во државата дали има 10% албанци или 55% албанци, затоа што правата се постигнати на друг начин, се избриша рамката од 2001. И сега ја мислам дека намерно се игра повторно со некакви лажни вести и политички калкулации да се представи некој дека е патриот, дека ете не знам го поместил пописот или не знам што. Она што мене многу ме загрижува што двајца луѓе седнуваат некте у некаков клуб на пратеници, пред сите вас новинари се договараат дека треба да се одложи пописот и после 100 луѓе во парламент гласаат дека тоа така треба да биде. Значи не се ни кријат дека законите се помалку битни од волјата на племенските поглавици. Тоа не е демократија. Ние имаме проблем во системот. Ние како држава имаме генерално проблем. Во другите држави барем глумат дека преговараат пратенички групи, па нешто се согласуваат. Овде се седнуваат двајца луѓе и викаат готово, ние го одложуваме попис, па после не може да се договорат ниво парламент. Значи, мислам дека тотално сме изместени од оска, требаше да остане да се согласи на стручно ниво пописот и да се направи. Не знам, не сум паметен дали е пандемијата проблем или не е, бидејќи не е тоа моја струка, но ова што го гледам нема врска со струка како статистичка операција, ова е политичка операција и подготовка за влез на Мицковски во владата, односно во извршната власт. Да. Сега се тестира како ова ќе пројде и му се укажува на дуи дека може да има прераспоред на работите.
Ова е сериозна, има тука сериозни политички тестирања. Да, но дали требаше да се случат телефонски разговори од надвор со лидерите за да седнат на заедничка маса и да се договорат? Колку меѓународниот и странскиот фактор, еве и за двајцата прашање, 100% влијае врз финалниот скор на одлуките? 100. Видете, сега кога вели Филип вака 100%, тоа испаѓа како да некој го губи суверенитетот или да го предава. Мислиш дека имаме суверенитетов дека го предава суверенитетот на некој друга инстанца која е западна и така натаму. Не, се разбира. За мој вкус е малку цинична ова досетка и ова дофрлување на Петровски, но не и се. Видете, јас денес напишав еден текст дека кога се постигнуваат договори, Западот обично кога дефинира договори, најчесто ги дефинира за еднината, па се собираат политичките партии и тамо некако гатаат, пресметуваат за доброто на заедницата. Повторувам, за доброто на заедницата. Ние секако не сме излезени од оваа наша мала, да ја наречам балканска каљуга, колку и да звучи сегова малку претенциозно. Но сепак договорите за еднината се договараат политичките партии како ќе излеземе од криза. Обично кога се договараат политичките партии со консензус, се договараат во интерес на заедницата кога е, не знам, војна, кога е масовна пандемија, кога е некоја економска криза, како во Америка во 1929 година и така натаму. Така работат имено западните земји кога имаат некаква визија и некаков план. Јас се сложувам со Филип само во една позиција, бидејќи секоја дебата во македонско општество нема потреба да оди на лидерски средби. Се слагам, нема потреба како некакви поглавици да се договараме. Главната дебата кај што се црпи суверенитетот на граѓаните мора да се спушти во собранието. И таму да се дебатира, и таму да се дебатира и да се зборува. Значи, општа е констатацијата дека имаме нефункционално собрание. Верувавме дека имаме неписмени пратеници. Средба. Имаме неписмени пратеници. Имаме негативна селекција при избор на пратеници. Сетете се како беше 90-тите, како е сега. Колку имиња и презимиња знаеме. Тоа се све некои ликови што му се свиѓале на едниот или на другиот лидер, кои што немаат појма кај се наоѓаат. Затоа овие двајца може да ги извлечат дискусиите надвор од собрание, бидејќи нема таму авторитет кој што ќе каже чекајте бе малку. Ако може само да ја завршам реченицата. Значи, како тоа вие се договарате каков закон ние ќе донесеме. Да има лидери на пратенички групи, да има луѓе со авторитет во собранието. Нема такви за жал. Ова е таа дегенерација на системот кој што произлегува, па ќе кажам, од партиите, од тоа што во партиите дегенерацијата почнува и подоцна се пренесува на системот и затоа немаме функционален систем. Ако може да се надоврзам на Филип ова што го кажува, мислам повторно е прегрубо неговата констатација, но го разбирам. Радикалната неговата позиција, го разбирам. Велам, не го уважувам во таа смисла, но го разбирам. СДСМ е прва политичка партија која што се обидува дури изборниот законник да го промени, за да можат од, како се вика од директната демократија да произлезе од долу, од базата. Значи луѓето да можат со отворени листи да се такмичат без цензус, колку ако добро и ова е за поздравување. За поздравување. Значи, секој да си се избори во својата заедница или во својот град со некои своји размислувања за политиката, со своји некои пораки да се обраќа на тоа може да се случи дури некој кандидат што е на листата да добие повеќе гласови отколку лидерот на партијата. И е многу важно, исто така, многу е важно за сите политички чинители во собранието, без разлика на која проминенција политичка припаѓаат, мора да изградат некаков консензус и самите пратеници за тоа што е универзално во оваа заедница. Значи не можеш да повикуваш на расизам или не можеш да повикуваш на етнички конфликти, овие се наши, овие се ваши, него сепак заедницата има потреба од некои пратенички добри улоги во самиот град, во самото село, не знам, во самата општина и така натаму. Значи сепак некако и самите политички чинители, пратеници, идни пратеници, советници во Совети, еве сега имаме и локални избори во
октомври месец, сепак мора да се грижат за таа заедница на некој универзален начин. Ако повторно влеземе во таборашење, ние во нашиот ров, тие во нивниот род, тогаш ќе предизвикаме она што го велат и писатели и филозофи, ќе влеземе во еден нарцизам на мали разлики, во кој дополнително само ќе ги продлабочуваме конфликтите, а ништо напротив нема да решаваме. Значи, сепак е дојдено време да почнеме малку да излеземе од собствените желудници и собствените меури и да и продуцираме на оваа заедница, ова граѓанство, некакви договори за некаква иднина. Бидејќи вака ако продолжиме да се разјадуваме во оваа масовна пандемија во која и луѓе ни умираат, и пренатрупани се болниците, некако и јавното здравство се брани, па се јакне, па се брани, клиниките па неќат ни овие приватните клиники да ги санираат болните, си го гледаат својот капитал и така натаму. Значи, кога нашето општество во овој момент страда, ние мора да покажеме една малку поголема емпатија и сочувство за тие што страдаат, а не за политичките партии, односно конкретната политичка партија ВМРО ДПМН да ја користи корона кризата за свој сојузник, за да му наштети, да кажеме, како што ја почнавме дебатата со пасошите, да го делегитимира, не знам, и институцијата МВР, да го делегитимира министерот Спасовски и на крај во конечно да го делегитимира премиерот. Не разбирате? Значи, во ваква една, условно речено, воена криза, ти играш политички поени на најниски страсти. Тоа ја мислам дека мора да престане. Мора едноставно да престане тоа. Петровски, ќе престане ли? Не. Нема да престане. Не се менјава општеството со една ваква дебата. Нема правила, нема соодветни закони и нема соодветни луѓе во тие институции. И за тоа се јавуваат странците малку да ги удрат по ушите, да се смират кога гледаат дека овие тотално се губат. И цела среќа е па што до негде ги слушаат. Инаку ние ќе влезевме у тотален хаос. Ете, Лани Мицковски не ќеше ради пандемијата да учествува на предвремените избори, му ги одложија 2-3 пати. Да ве потсетам, ние за 3 дена забораваме што беше вчера. Значи, Лани не сакаше, па му ги одложи од април до, не знам, до јули, тоа беа големите победи негови, што ги одложуваше изборите по 15 дена, за да на крај американската амбасадорка му се јави, сега ќе бидат изборите, ако не, нема да учествуваш, ќе ги признаеме изборите и крај учествуваше. Значи, место да има некаква морална, етичка вертикала и правила во политичката игра, кои што ќе произлезат од common sense или здрав разум, вие имате борба до истребување. И тоа сега продолжува. Па се во амбасадата, ајде се у клуб на пратеници, ќе се договориме за одложување на пописот. Тоа секогаш ни се дешава и ќе продолжи да ни се дешава. На овој начин не ја бидува работата. Каде во целата оваа ситуација е албанскиот политички блок? Ова ве прашувам и двајцата со оглед на фактот што во понеделник најави премиерот Заев дека ќе се сретне со Алијанса на албанците алтернатива за да се изнајде решение за нивното барање за добивање државјанство на Македонија, за законот што го предлага Алијанса и алтернатива. Моje лично мислење е дека оваа интервенција што сега се прави од страна, за да се направи некаква, тоа што го рече Заев, влада по принципот на ЦДУ, ЦСУ со либералите во Германија или не знам влада на широка влада со сите партии, која што е обид да се стабилизира македонското ткиво. Македонското ткиво е толку зајадено, разјадено и да не кажам во канцерогена фаза, што странците гледаат дека ќе се распадне државата. Вие имате една сериозна структура, идеологија и политичко делување унифицирано од страна на албанците кога имаат било каков интерес, кој што сметаат дека се поклопува со големата слика, а меѓу македонците не постои договор за ништо. Не попис за местна заедница нема да се договорат Мицковски и Заев, ако нема интервенција. И затоа мислам дека овие интервенции се во таа насока да се направи баланс. Во државата тотално нема баланс. И мислам дека тоа веќе не им одговара генерално и на тие некои наши странски партнери, НАТО, ЕУ и така натаму. Не сакаат држава која што е постојано извор на
нестабилност, на нервоза, на несигурност. Би преминал тоа беше исто Каракачанов проблемот што се деси. Токму Ако сакате тоа ќе го коментирам. Да го слушнам. Познаваш си на работите. По 11 години власт по Пладнево, доцна по Пладнево, бугарскиот премиер Бојко Борисов, се уште актуелен, напиша дека нема да биде ниту пратеник, ниту премиер. За почеток целосно ќе се посвети на својата партија ГЕРБ. Што значи ова? Што би значило ова и за нас, но бидејќи очекувавме позитивни вести од Бугарија и што требаше да биде позитивна вест? Барем според најавите дека по изборите во Бугарија и формирањето на новата влада можеби ќе се омекнеше ставот и ќе даде зелено светло за почеток на преговорите за датум. За жал мислам дека имаме тотално дегенерирање на односите меѓу Македонија и Бугарија. Жално е што некои разузнавачки структури, партиско-полициски структури допринесоа од двете страни тоа да се случува. Ја повеќе пати сум кажал, мислам дека треба да имаме специјални односи со Бугарија. Нешто кој што има, да речеме, Косово со Албанија. Нема зошто да се форсира и да се создава проблем. Ние имаме сепак многу голема блискост. Има многу македонци по потекло што емигрирале и денеска живеат во Бугарија. Може се нарекуваат бугари, може се нарекуваат македонци, се едно битно таму живеат. Историски гледано ние треба да имаме поврзаност, а не раздвојување. Она што ја мислам дека се случуваше беше интервенција во бугарската страна и во македонската страна од структури кои што сакаат да ги попречат да речеме некои регионални стабилизирања од страна на НАТО и помалце на Европската унија. Пред неколку месеци Грција даде официјална државна изјава дека спорот меѓу Македонија и Бугарија представува проблем на јужното крило, односно југот на НАТО. Значи, во тој контекст, ако ги анализираме работите, некој добро се потруди дека да има нестабилност. И таа нестабилност, после ако се придодаде на нестабилноста во македонскиот сектор во Македонија, вие имате постојано нервоза и никогаш не можеме да се интегрираме, да не речем пак грубо, во местна заедница, а не во Европска унија. Така што, по мое, пак треба да пружиме рака. Сега, јас сум политички неистомисленик со Заев, меѓутоа Заев добро постапуваше кој рече да се пружи рака, да се подаде од наша страна, бидејќи бугарите ќе не заобиколат, имаат начин како да не заобиколат внатре во нашата држава, ако не најдеме единство по некои прашања и ако не најдеме конечен одговор да се договориме да се завршат некои работи. Во една изјава имате кажано дека високи бугарски структури, предводени од Каракачанов, давале информации за текот на случувањата во Македонија. Во врвот кај Мицковски на човек. И јас се сомневам дека ова беше продуцирано. Значи, јас се сомневам дека ова беше продуцирано со соучештништво на луѓе околу Мицковски, да се дестабилизира државата. Се разбира, тоа е нивната идеја како да дојдат до власт, да го тргнат Заев и не знам што може да е легитимно. Меѓутоа, ако се гледа констелацијата, кој ги давал информациите, како се движеле тие работи, може да беше малку поголем проблем, односно да се упалија црвените светла и надвор од Македонија. И затоа, впрочем, и јавувањата на некои амбасадори дај овие двајца да седнат, да ги смириме малце македонците, бидејќи ова веќе мириса на крвопролевање во наводници, кажам. Ивановиќ, јас неколку пати сум кажал, што може да очекуваме од ваквиот развој на настани, бидејќи некој прерадикално ова, нели? Дека некој во бугарската јавност ја теорија на заговор. Екс-шефицата Екатерина Захариева за можен премиер. Знаете како? Очигледно е дека во овие 5-6 месеци, 7-8 од август ми се чини од кога го пуштија, или август или септември кога го пуштија тој фамозниот 2020 меморандум бугарите.
очигледно е дека, барем од моја позиција, тоа што го исчитувам и тоа што го гледам, е дека позицијата на Бојко Борисов во Бугарија е од тврда до мека националистичка партија. И кога се спремаат обично луѓе кои што се на тој тврд или мек национализам, најчесто масата внатре во својата земја ја мобилизираат преку некој што е непријател. И ви велам она типична балканска приказка е да најдиме некој што е непријател, ако немаме во нашата земја непријател, онда ќе треба да најдиме непријател во соседите, а ако не може да најдиме пријатели дома и во соседите, од тогаш ќе го измислиме и така најлесно на тој поларитет се собираат гласови. Тоа се докажа дека така се собираат политички гласови. Видовме во изборите што се случи и видовме дека кога мислевме дека Каракачанов повторно ќе влезе во владата на Бојко Борисов, видовме дека и тамошната јавност не прифаќа такви радикални реторики и кавги со соседите, бидејќи сепак припаѓаме на еден исти блок, а тој е блок евроатлански, а тој блок е европски, и наместо ние, како први комши, да може да соработуваме и да може да го наоѓаме нашиот пат под тој плашт на Европската Унија, бидејќи гледате и сами, светот кризира, држави се распаѓаат, здравствени системи се распаѓаат и ми се чини дека премиерот Заев тоа добро го знае и се разбира дека он во оваа мала држава Македонија, која е и со ресурси мала и со финансии мала, некако се обидува да не става под некој чадор, кај што ќе бидеме барем заштитени за следниве 5 или 10 или можеби 15 години. Така и влегувањето во НАТО. Сепак ние мора да сме во некоја заштитничка позиција од големите сили, бидејќи си мал. Многу е лесно да бидеш подкусурен од разни империализми на соседи и така натаму и така натаму. Значи гледате дека војната е брутална. Сега веќе нема пардон. Се игра брутално, се игра на нож, се игра со непријатели, и сега мора да си го најдеме ние некаков пат. Да, во овој контекст Европската Унија и незиниот ковакс механизам за распределба на вакцините доби остри и жестоки критики буквално од сите земји, па голем дел од земјите се свртеа и кон руската вакцина Спутник. Ќе бидам краток да не озурпирам многу време. Ковакс системот беше направен за да може на рамномерен начин и богаташите, и богатите земји, и сиромашните на рамноправност, на солидарност. Што е реално невозможно. Кога се следат сепак идејата е државните интереси. Но се покажа уште една рефлексија. Се покажа дека во време на криза, дека секој го штити својот интерес и богатите едноставно дури пред некоја ден читав дека преполни се со вакцини големите и богати европски земји, ама тие вакцини се затворени и како се вели што би рекол нашиот народ, држи и не пушта, не дава на соседи, не дава на мали земји, држи и се штити, се брани. Значи, тука задоцни Европската Унија, задоцни постулатите од Втората светска војна за солидарност, за толеранција, за помош на послабиот, но ние немаме што друго да правиме, освен да се обидеме максимум од секоја ситуација да излечеме. Ја не знам што би можело да направиме. Да кажете дека државата нема пари за вакцини, тоа е лага. Државата има аранжмани направено, платени се некакви 20-30% од некакви големи измените во законот за јавни набавки да поминат побарање на владата за набавка на Pfizer вакцините и тие. Да, нели се очекуваат сега. Нели се очекуваат 300.000 вакцини во текот на април. Еве повторно имаме блокада. Еве за волја на вистината не сакам да ги критикувам мицкоски компании, али во масовна пандемија, кога и сами зборуваат по цела ден од пресконференција на пресконференција од 2 часа на 2 часа, дека е криза, дека луѓе умираат, еве ги блокираат и тие јавни набавки во собранието. Рускиот амбасадор во државава најави нова пратка Спутник В. Петровски, околу... Никогаш не дознав дали е тоа Спутник В или Спутник со римско 5. Спутник В официјално. Јас на почеток мислев дека е римско 5, но
Има ли символика? Мала дигресија. Има ли символика? Па не знам, да не е некоја нова програма ракетна. Но како и да е, Русија навистина многу земји ги снабди со вакцини. Еве, читам дека и Германија ќе вклучи набавка на вакцините. Може би Спутник В ќе влезе и во ковид пасошот што го најавува Европската унија. Но она што го начнавме како тема и цело време проявува во емисијава е работата на партиските штабови кои се во постојана герила акција. Колку директно прашање, колку приведувањето во притвор на екс-шефот на УБК Сашо Мијалков ги помати сметките за одржувањето на така наречено вореден конгрес на ВМРО-ДПМН намери од коалицијата? Прво, користите кованици кои што за мене се неприфатливи, но не ви се љутам затоа што тие беа наметнати како етикета од страна на дувлото на Мицковски. Никаква мери од коалиција. Јас сум делегат на ВМРО-ДПМН согласно важечкиот закон за политички партии во Република Македонија. И она што го барам како делегат, јавно го кажувам, сега го повтарам бидејќи не е прв пат, е да се одржи конгрес и да се симне Мицковски од позицијата председател на партијата на која што, by the way, или потем речено, е ставен во Валандово на нелегитимен конгрес. Значи, партијата да почне процес на реформа, може би нешто слично како сега што беше спроведено од страна на Заев, да му се даде право на секој член на ВМРО-ДПМН да ги избира своите органи и представители, да се учи на демократија внатре во партијата, да биде мотивиран, ако сака да биде биран, да биде квалитетен и да нуди програма. Тоа го барам јас. Ја тоа не го барам преку мери од коалицијата. Мене ми беше залепена таа стигма. Јавно кажувам дека Сашо Мијалков го постави на нелегитимен конгрес Мицковски во Валандово 2017. Не го избра Филип Петровски. Ја на тој конгрес не отидов како делегат поради протест од тоа што го правеше некој од мериот или не знам каде. И не знам зошто толку му пречи на Мицковски мериот, бидејќи од мериот тој беше изберен. И затоа велам, дека е стигматизација која што мислам дека и не може да се залепи за мене. Да, бев во мериот, сум бил на состаноци, ја ќе се состанам со било кој што има идеја дека треба да се одржи конгрес или партијата да се реформира. Ако не се реформира партијата, нема проблем само партијата, има проблем и Македонија, бидејќи секогаш била една од оските на која што се потпира државата, ВМРО-ДПМН. И на државата и треба здрава партија. Да, ја нема. Не ми одговоривте, бидејќи сте во текст со организацијата на Конгреса. Имам одговор. Нема мажи. Молам? Нема мажи. Има жени делегатки, да, ама нема мажи. Знаете што? Вие имате луѓе кои што, прво, сега не знам дали е соодветно во емисијата, меѓутоа генезата на изборот на делегатите и претходно била спорна. Имало партиски членови, но имало и избор и желба на триумвиратот на врвот. Груевски и некои други, да не ги именувам пак. Се поставувале луѓе од кабинет на Груевски, секретарки, се поставувале директори кои што се на привремена работа во ВМРО-ДПМН за делегат, затоа што Груевски ги поставил па би гласале за него. Ова е состав од Конгресот во 2015. Значи нема што сега беше за смена. Затоа што во 2017 имавме предвремен конгрес кој ги потврди делегатските листи и тие листи важат 4 години или до наредниот предвремен или редовен конгрес. Така што ова е исто има дегенерација. Таа дегенерација се гледа јавно, јасно. Не може да се состави политичка акција внатре во ВМРО која што е легитимна и идеолошки издржана. Затоа што на овој му спречел овој бил мериот, овој бил вака, оној бил онака. Мицковски не прогласува за криминалци, на Заев соработници, а он седи секој втор ден со Заев и се спрема да влезе во власт. Така што ете тоа, ако може еден краток одговор. Да, овој детали... само ова, зошто толку жестоко најавуван беше тој конгрес?
Но за одложувањето, така бледо соопштение од иницијатори? Не знам, ја мислам дека е тоа грешка. Мислам дека одложувањето беше грешка. Мислам дека и сметам дека за да биде здрава партијата мора да се одржи конгрес и мора да се оди Мицковски. Мислам дека целиот проблем е во тоа што он е изберен на нелегитимен начин, луѓето кои што го избраа или кои што глумеа во Валандово, да не ги именувам сега, значи кои што глумеа делегати во Валандово, бидејќи сум ги проучувал фотографиите од човек до човек, сите што седат околу него, најголем дел не се делегати, а таму аплаудираат како нели го избравме Мицковски, акламација и така натаму. Тие луѓе он ги корумпира нив, они го корумпираат него, имате затворен круг. Партијата не може да оди напред, оди надолу. И соопштението за одложување на Конгресот беше траљаво, неукострочено, на брзинка и несоодветно. И, за жал, ја имате оваа ситуација што имате сега. За детаљот, сега, ако добро го разбирам, Филип, и па да се вратам на почеток на таа тоталитарна свест која ја наследија од Груевски. Значи, невозможно е да се спротиставите на власта, односно на владата, со тие, како да кажам, фашистоидни примери на кои се предавници, а кои се патриоти. Демек, ние сме автентична ВМРО-вска структура, а вие сте некоја која покажувате некаква малку вишок на смисла и чим покажувате вишок на смисла во смисла оди си, не си доволно добар, немаш понуда за граѓаните, ти си на некого соработник. Тоа мислам дека во ова општество, каде што сите се обидуваме декларативно да зборуваме дека сме за Европа, дека сме за НАТО, дека сме за цивилизација, дека сме за ум, за памет, цело време тоа некако провеува во медиумите, а кога некој е загрозен во некаква релативно фер политичка борба, мајсторе, не ми се свиѓаш, имаш пораз еден, имаш пораз уште еден, имаш пораз, значи излегуваш на избори, во Штип не излегуваш на пораз. И има изјава дека ако не победи на изборите и не формира влада, ќе сакам да кажам дека ВМРО-ДПМН во овој момент со мицковистите во опозиција, луѓето, оние кои што во овој момент, да кажеме, не им се допаѓаат политичките понуди што ги има во моментот, ја мислам дека се преплашени од самата политичка партија, бидејќи она генерира едно насилство кое беше перманентно во тие 10 години за да се соберат што поголеми пари, што поголема моќ, што поголемо насилство. И сега во моментот дури нема ни некаков исчекор да се оградат од Груевски. Тие никогаш не се ни извиниле за тоа насилство кое се случуваше перманентно после Букуреш од 2008 година, 2009 до 2016, па се појави како симптом шарената револуција. Тие најчесто велеа дека шарената револуција е приказка на некакви странски западни служби кои тука нешто не. Него во општеството кога ќе мобилизираат, и тоа Филип добро го знае, мислам, сепак е политиколог. Имаше странски влијани. Кога се живо ќе октроирате, ќе монополизирате, некаде мора да избие тоа. И тоа се појави низ шарената револуција. Да не заборавиме дека низ огромно насилство може само да се појави некакво условно речено друго насилство, бидејќи не дозволуваш воздух, не дозволуваш по истиот принцип еве и денеска да се проветри партијата, да се стават некои нови луѓе, да се стават некои нови деца. И одреден дел политички аналитичари и познавачи на состојбите коментираат дека со приведувањето и ставањето во притвор на Мијалков, Заев му направил услуга на Мицковски за да не се одржи конгрес. Мислам дека не треба така да размислуваме. Пак ги знам што се зборува низ градот. Значи, едно е правосудство и процеси што идат, не знам како идат, не ги коментирам, нели не е наша работа. Друго е политиката. Ја не можам да видам како Заев би нарачал да го осудат Мијалков. Тогаш имаме ние проблем у државата, ако е така. Ако не го осудиле, односно ако не било тоа процес у кој што судиите нешто правеле. А дека постои верување дека Заев му помага на Мицковски, не само преку овој случај, постои и видливо е дека они си имаат вака една добра соработка.
иако се напаѓаат нон-стоп. Затоа што, гледайте, Заев теоретски не постоеше шанса да победи нити за Пендаровски, нити на парламентарните што беа предвремени минатата година, доколку имаше здрава политика во ВМРО-ДПМН. Он направи такви грешки, такви промени направи во системот на државата, кои што, да речеме, во Грција беа платени, Сириза е симна. Мене ми кажува мои грчки пријатели во Солун дека им се допаѓа Сириза многу добра економска програма дека има, но дека по прашањето на Македонија ќе биде симната од власт. И ја симна од власт. Овде не беше симнат Заев затоа што го имаше наспроти себе Мицковски, кој што ширеше еуфорија дека ќе тепа со 10 пратеници, а сите анализи што ги правевме покажуваа дека губи -2-3 и точно тоа излезе. Ја дури мислам дека Заев толку добро ги манипулира овие работи и толку добро ги гледа бројките што се одвиваат, што го држи цело време во живот, не го потопува колку што треба да го потопи, него го остава помалку, бидејќи најдобра спаринг вреќа за него е Мицковски. Било кој друг лидер на ВМРО-ДПМН ќе го победеше Заев на избори. Тврдам. Кога би можеле да очекуваме активности на иницијативниот одбор на... Еве, јас се надевам дека ќе се одржи конгрес, ама не од делегати кои што ќе си ги избере во скоро време Мицковски од секретарките таму по штабот што ги има и од Дуβλото, туку од сериозни авторитети. Вие гледате, има еден Љубиша Георгиевски, Бог да го прости, беше делегат на ВМРО. И сега одеднаш ако се спушти тоа ниво, легитимноста паѓа. Вие ако овој не ви се допаѓа, оној не ви се допаѓа, нема дебата. Сите што не чиниме, Дуβλото не отцрнува, не стигматизира со пари. Исто така од странство, значи со нарачани текстови, со твитери, со фејсбуци, со не знам што. Партијата може би он ќе го задржи столчето во Белата палата, меѓутоа нема да го победи Заев, како што гледате, он не може да го победи Заев. Добро, во иницијативниот одбор за волја на вистината видовме и познати личности и фаци, но сега велите дека дел од нив како да ја свиткале кичма. Нема мажи, втор пат кажам. Не знам се ова... Ова е внатрешна работа, предпоставам дека не би било малку маскулинистички. Па мора. Ја настапувам од позиција на алфа. Добро, но и Јовановиќ во неврзан разговор кажа дека сте го ажурирале членството во СДСМ. Да, јас го ажурирав членството во СДСМ и бидејќи јас не може да бранам политика некоја, во која не верувам. И тоа беше еден најмал гест да јас тоа го направам. Јас немам никаков проблем тоа да го направам, само во оној момент додека јас верувам во таа политика, јас во оваа политика верувам, некои постулати ми се многу важни, некои постулати сум ги читал, ги гледам во реалност дека се така, например да кажеме... Може да те прашам нешто? Да. Дали ти делувам ја како поддржувач на Заев? Согласно ова све што го изјавив тука? Не, апсолутно. Ама ете стигматизацијата што доаѓа од Белата палата е дека јас сум слуга или платеник на Заев. Не си ти слуга и платеник, него сакам да кажам и ќе се вратам и на вашето прашање, човек кој пројавува малку поголем вишок на смисла, нив ги буни смислата. Ти мораш да си генералштабно да се однесуваш кон таа партија, да си унифициран, знаеш што значи и да си унифициран и да си канонизиран, во моментот кога ќе пројавиш малку поголема смисла, или некоја метафора, или ќе се насмевнеш, или ќе пројавиш некој дух, некоја енергија, некоја живост, некоја брзина, и веднаш тие некако се екипираат дека тука има некоја можна закана. Мислам, сепак е 21 век и ја мислам дека само тие политики вредат да се бориме, бидејќи ви велам, ако нема демократија, тогаш ќе нема ни леп. А таму кај што нема леп, најчесто се дава по една кришка, се дава по една лажичка и така натаму. Значи, важни се процесите. Таа политичка партија ВМРО-ДПМН заслужува да биде демократизирана, плурализирана, бидејќи да не се лажеме. Нашава земја сепак и во иднина или следниве 50-100 години ќе ги водат политички партии. Цел свет
водат земји од позиција на политичка партија. Не може не политичка партија да води или некаква експертска влада, мислам, тоа е неодржливо. Но да се вратиме на ова. Јас во оваа политика верувам. Се што сум напишал, се во тоа верувам. Мене никој ниту ми арбитрира што треба да кажам, нити па предпоставувам дека не изгледам на бот. Или предпоставувам дека не изгледам на некој што е полтрон на Зоран Заев. Мислам, ако изгледаат вака полтрони на некој лидер, онда добро, прифаќам дека сум тоа. Но сепак, социјалната правда во оваа земја во некоја смисла е реализирана. Имавте до вчера најмала минимална плата 9.500 денари, денеска е 15.500. Тоа е за поздравување. Законот за стечајци... Може би помалку грубо звучи, зејтинот беше 65 денари, тоа се вика прилагодување на инфлација. 110, 120. Сакав само да ја дозавршам мислата. Законот за стечајци е завршен. Медиумите се плурализирани. Има луѓе, бидејќи, како кажам, скромно, знаете вие дека од време на време се појавувам во некои медиуми и сите медиуми ми викаат дека нема таква пресија каква што имаше претходно. Сепак, јас припаѓам на тој некаков условно речено граѓански и демократски свет и мене слободата ми е важна, како лична, така и во заедницата од која припаѓам. Сепак има некаква демократичност, каква таква во СДСМ, таа е проевропска партија, се обидува да пофати некои либерални концепти, демократски, европски, кои што имаат некоја цивилизацијска вредност и јас ви велам, и ова го кажувам јавно, додека СДСМ начело со премиерот Заев и владата работат на ваков начин, го генерираат темпото на политиката, не знам, до вчера, затвараме, па подобруваме економски мерки, па се обидуваме нешто да направиме добро за земјата, тоа се опипливи мерки, се ја не сум некој типичен човек кој што ќе седне сега и да каже по портфолио или по документ на СДСМ која мерка каков резултат, него во некои граѓански слободи и во некои добри политики кои генерираат темпо, гледаме дека Мицковски не може да стигне и бидејќи ти никогаш не можеш да го стигнеш Заев на таков начин кога креираш политика, единствено го имаме ова што го имаме. Хушкање на пресконференции, хушкање на телевизии и пресудување од позиција на злоупотреба на медиумот. Сега ја најлесно е да седнам и да го изблатам некого, кого год сакам се во овој момент, кој може да ме запри. Може некој да ме запри, никој не може да ме запри, но тоа не е етички и не е морално, бидејќи сепак да не заборавиме, и тука ќе завршам, позицијата на медиумите ги собира трите постулати кои што се и пред 100 години и денес. А тоа е да информира, да забавува, да еманципира и да се обидува да воведе плурализам во општествата. Тоа е улогата на медиумите. Ако седнеме да критикуваме и да удираме стрелби на луѓе, па тоа е катастрофално, тоа е авторитарно, недемократски и нечовечки, ако се може би вечерва и беа споменати некои имиња кои и не се присутни, но таква е политиката и јавниот живот. Петровски, каков е вашиот статус во ВМРО-ДПМН? Сега, вие сте делегат, член. Не знам. Го ажурирате ли? Не знам, не. Никогаш нема да го ажурирам. Ја не сметам дека треба на некој да му докажувам со препотпишување дека сум член. Имам од 92 година членска книжка. Ако таа не важи и ако ја не му требам на тој што ги ажурира податоците, нека ме избрише. И имаше таму некои гавази на Мицковски што искачаа на пресконференции што велеа дека не сум член. Ја ќе кажам вака, има јавност, македонска јавност и членство на ВМРО-ДПМН, они ќе проценат дали сум член. На никој нема да докажувам дали сум член или дали идеолошки одговарам на десницата. Бидејќи сепак 30 години ова го правам, не 2-3. Да, долго сте во политиката и она што се случи, со иницијативниот одбор за одржување на Конгрес, го
анализиравме, може би не доволно вечерва, но во интерес на времето, дали може би кај тие членови со кои го организирате тоа, може би постои можност за формирање на нова политичка партија, ако не можете. Не знам. Дали сте разговарали на таја тема? Кај делегатите постои една голема резигнација, постои едно чувство на страв, има заплашување, значи ги заплашуваат, им се закануваат, има обиди за подкуп, значи на некои им ветуваат позиции, има обиди за Кој им ветува? Па се разбира Белата палата. Они ги лоцираат кои се. Дали се сеќавате што се случи со Весна Дамчевска-Илиевска која што ја објави иницијативата за конгрес? Отидоа таму некој битанги убутел пред куќата да ја претат, па мораше ја пријавува полиција, па ги апсеа. Значи, Мицковски не се користи само со пресконференции. Он ги користи сите можни алатки кои што ги користи една подземна гарнитура, мафија, како сакате наречете ги. Значи, немојте мислите дека не се користи со закана и со сила тој човек. Јас имам сведок дека бил пратен на мене од страна на Мицковски на протестите за промената на уставното име, кои што се одвива како протести 2018 година. Сведок имам повеќе сведоци, но човекот сега е спремен дури и да сведочи дека лично од Мицковски бил пратен да ме тргнат на страна за тие протести да не добијат друга структура и друг тек и него да го изфрлат од игра, што докажува, ми се чини, дека он активно учествуваше со тајна поддршка за името на Република Македонија да биде променето. Може би историјата еден ден ќе го покаже она што... Јас ги кажувам моите ставови, велам, многу ми е жал што таков човек не може да се осуди, да се осмели. Во физичка смисла? Да, физички бев нападнат. Ова е страшно што го кажуваш. Физички бев нападнат од организирана група пратена од Мицковски пред собранието на Република Македонија, втор ден од подпишувањето на договорот во Нивице, кога протестите беа и со солзавци со се, меѓутоа кога добива тие што протестираа една посериозна структура која што можеше целата десница да ја преземе во сериозен отпор за да се спречи промената на уставното име. Физички бев нападнат. Пред самиот крај, за жал, пандемијата како воопшто да не престана, веќе повеќе од година дена и светот, но и ние се соочуваме со најголемата светска пандемија. Како се заштитувате вие? Па, лично, приватно, се обидувам да имам во ташничката средство за дезинфекција, носам редовно маски. Лично така вие, како државата ве заштитува? Па како државата, мислите сега... Како сте задоволни од... Како сме задоволни? Јас напишав дека јас не сум за локдаун. Мислам, се опира во мене околу локдаун, но ви велам, ако тоа е... Да не испадне сега дека и тука морализирам. Значи, има луѓе кои што се задолжени за епидемијата, јас не знам ништо за епидемии и би било многу малку шашаво да јас сега зборувам. Јас се опирам на секое, како кажам, затварање, ограничување, јас, како кажам, од дете не сум, никој не ме ограничувал и не дозволувам некој да ме ограничува, но сега веќе кога сме во некој масовен хаос пандемичен, дозволувам одредени локдауни, ако тоа ја намали таа крива, ако вакцините се нашиот спас и ако се ова се прави во наш интерес, ја немам што тука да опонирам, се придржувам како сите луѓе што се придржуваат и мислам дека тоа е во некоја смисла и нормално и фер. Мислам, не знам што друго би кажал во таа смисла. Дали е нормално и фер ова што се случува со мерките за пандемијата и односот на владата кон пандемијата? Мене ми варира довербата во тимот што го води ова. Едно време имав повеќе доверба, сега имам помалце доверба. Се разбира, сите министри за здравство ќе изгорат во оваа пандемија од цел свет. Така ќе биде и со нашиот. Многу луѓе умираат. Ова е навистина нешто што ја не го паметам откако сум жив. Никогаш не било децата дома да учат. Една тотална изолација е направена со процесот на едукација, која што мислам дека ќе има многу сериозни психички проблеми кај децата. Треба државата
посериозно да се посвети на анализи ова до какви други проблеми ќе доведе. Се разбира, треба да преживеат сите. Против затварање сум затоа што не мислам дека вечер од 9 ќе дојде короната. Короната не доаѓа во одреден час на денот или на вечерта, доаѓа од неодговорните луѓе. Свадби, кафани, качување по маси, непочитување на дистанца и на хигиена и така натаму. Сега прочитав пред 2 дена дека 1:10.000 е шанса да се заразите од површина. Најново истражување, нели може сте го виделе? Да. Значи, веројатно е близок контакт. Директно не ги ставите. Значи, директен контакт, непочитување на дистанца и на хигиена. Сега тоа требаше ли државата да ми го наметнува? Нели знаеме ние после година дена и 3.500 и 4.000 умрени дека треба да држиме дистанца. Ама изгледа останало нешто од оној менталитет. Да, господа, ние вечерва имавме доволна дистанца меѓу нас. Имавме, да. Ги запазувавме протокол мерките, но и фер и одговорно дебатирање. Се надевам дека пријатно се чувствувавте во Клик Плюс и беше задоволство што за прв пат сте во ТВ21 и во дебатниот магазин. Благодарам на поканата. Ви посакувам добро здравје и успех во вашите политики и анализи. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието и чувајте го вашето здравје. Така го чувате и здравјето на вашите блиски. Добра ноќ и довидување.